Добар ден и од мене, започува новото издание на магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Се поголем е бројот на деца кои страдаат од аутизам. Според едно од последните истражувања спроведено во Соединетите Американски држави, едно од 68 деца има некакво нарушување во аутистичниот спектар. Поради тоа родителите и стручните лица се исправени пред еден голем предизвик како да им се помогне на овие деца во домот, во училиштето и воопшто во секојдневниот живот. Една американска студија покажува дека децата кои што практикуваат јога подобро напредуваат во развојот и во однесувањето во споредба со оние кои што не вежбаат. За тоа како јогата им помага на децата со посебни потреби пред се со аутизам, денеска разговараме со Ирина Лозана, посебен инструктор за јога за деца со аутизам. Добре ни дојдовте. Добре ве најдов. Здраво. Вие сте мајка на 3 деца. Средното има аутизам, тој има 9 години, се вика Кан. Кога прв пат ги забележавте знаците дека одстапува од типичниот развој? Така, па некаде околу 2,5-3 години. Значи, тогаш да речам веќе се види некаква разлика дека и пред тоа што го комуницираше престана да го комуницира, се повлече и после да речам година дена од како видовме дека нели има некаков проблем, тргнавме веќе во Симпо, во нели Заводот за ментално здравје, па таму имавме некаква нели дијагноза која што не беше дека е аутизам и со таа дијагноза бевме 3-4 години, па до нели пред една година да ни дадат дијагноза спектар на аутизам. Така, претпоставам дека во тој момент шокот на родителот е голем. Каде се обидувавте да најдете информации на кој начин да му помогнете на детето, бидејќи повеќето родители постојано се онлайн, на интернет истражуваат, бараат најразлични решенија, бидејќи не постои лек за оваа состојба? Така, значи аутизамот е состојба, не е болест или нешто, за да можеме да речеме дека можеме да најдеме лек, нели е состојба на која што треба константно да се работи. Јас на почетокот значи немав многу познавањето за аутизмот, така да почнав нели пред се на интернет, како изгледа, што е тоа. И знаете како, што се однесува до аутизмот и нема баш нели едно пресечено, па еве готово, нели детето се паднало, се удрило, па знаеме дека е болката, па знаеме што да направиме, него тоа е малце да речам процес кој што трае додека да дојде моментот дека да, овде ќе има некаков проблем и така треба да се однесуваме и така треба да го решаваме. Значи тоа е еден процес каде што влегуваш полека и надоле. Така и секој дете приказна за себе, бидејќи аутизмот се манифестира на најразлични начини, не постои одреден рецепт според кој што треба да се водите. Најдовте ли вие некои решенија кои што во вашиот случај беа функционални? Па да, во секој случај, јас мислам дека и секој семејство ќе се наоѓа некакви начини како да живее во домот, како да си ги редат работите сите. Значи, првен од начин на комуникација, второ после нели братчиња, сестричиња, кој како што, начини на играње, значи се она што најдов на интернет беше дома пробано, значи како да се држи моливи, како да се игра, со што да се игра, да се нишаш, да правиш. Мислам дека има многу убави информации на интернет, но сега од оваа точка, како би кажала, значи сепак треба едно место каде што родителите ќе можат да бидат едуцирани како што треба. Значи тоа е едно пливање во океан со информации каде што многу често се случува родителите што сакаат да направат нешто, не знаат точно што прават и на крај да се изморат. Значи, пробува нешто, е успешно или не е успешно, не знае дали е успешно. Значи, мене тоа ми се случуваше, затоа и така велам. И на крај ќе се уморат. Ќе се уморат и едноставно после дали застанува, сигурно нема да застанат, но во секој случај интензитетот е нели се намалува, па се останува на оние работи каде што мора. Така да во секој случај, значи, што се однесува до аутизмот, треба помош, нели, дефектолог, логопед, обавезно, потребна е таа помош за овие дечиња. Во Македонија нема регистар на број на деца кои што страдаат од аутизам. Според некои истражувања, 1 од 42 момчиња во Америка е со дијагностициран аутизам и 1 од 189 девојчиња, што значи бројот е навистина голем. Како изгледа инклузијата во училиштето? Кај нас имате дете кое што е 9 годишно, кое што веќе посетува настава. Како изгледа сето тоа?
И за детето, и за училиштето, па секако и тука за родителите кои што го имаат најголемиот товар. Па во Македонија не функционира, значи инклузијата во многу малце училишта, да речам, барем јас од тоа што сум слушнала родители кои што имале да се пофалат, се многу малку. Инклузијата е почната, значи е ставена на хартија, сите се фрлени во огин, и дефектолозите, и наставниците, и децата, со нив и родителите. И тоа не е баш функционално. Мислам, ние имаме искуство дека, еве, по втор пат сме во прво одделение. Претходната година јас седев цела година со него, додека не бев на една обука која што невладиниот сектор ја одржуваше, нели, за родители за деца со аутизам, каде што ни покажа многу убави практични моменти како да се комуницира со децата. Уште веднаш направив еден распоред на часови, така како што ни го покажа. Уште дента кога, нели, му го покажав на моето детенце, он остана во училиште сам да седи. Пред тоа не ме пушташе, значи буквално плачеше по мене така натаму. Дента он остана, он го свати сето тоа така сликовито како што му беше направено, го свати и рече во ред. Тоа е тоа, знам дека тука ќе дојдеш, знам дека тоа ќе биде, така ќе биде. Така да, затоа што јас можеби бев покреативна, па успеавме некако да се одвоиме. Оваа година мислам дека, нели, во очекување дека подобро, затоа што веќе е навикнат да седи сам во клупа, да не станува, да не шета и такви некои работи, но нашата наставничка сега е веќе пред пензија, уморна, не толку креативна, нели, и он сега само буквално го троши времето и комуникациите на децата се неадекватни, затоа што и самите дечиња во околината не знаат како да се однесуваат со него. Тој не знае како да се однесува со нив. Немаат слух многу, да речам, во училиштето, да направат нешто. Дефектологот се труди, навистина се труди, но таа е само два дена во неделата во тоа училиште, што е премалку. Така да инклузивноста не само во училиштата, него во други е нешто кое што мислам дека не постои. Искрено кажано, не постои. Затоа што не функционално. Го потенцираат сите родители кои што имаат дете кое што е вклучено во оваа инклузија, очигледно е проблем кој што бара брзо решение. Мора да се најде некој адекватен начин сето ова да се реши. Кога зборуваме за начинот на кој што може да се развиваат моторичките способности, па и однесувањето, говорот кај децата, јогата е нешто што се споменува како начин за побрз развој на децата. Во Америка се спроведени неколку студии кои што велат дека големи се бенефитите кај децата со посебни потреби и аутизам. Во Соединетите Американски држави конкретно се спроведува како комплементарен метод на терапија. Во Македонија од кога може да се практикува јогата за деца? Во Македонија може да се практикува од изминатиот месец. Значи, јас и пред да биде сето ова, нели, овие часови да се организираат, затоа што сакав да работам со моето дете, значи јас уште пред една година, да не речам, јас кога почнав првен да вежбам јога, испечатив од интернет што најдов дечиња нацртани и сите заедно вежбавме дома. Нели? Така почнав. Така почнав и затоа што јас сакав да правам нешто кое што ќе утре ќе им биде од полза за самите, нели, сами да знаат како да си го регулираат телото, дишењето, своите емоции, така натаму, така да речам, тргна таа цела приказна со моите деца. Сега што се однесува, нели, до овие часови, јас повторно, нели, малку паузирав, па пак почнав на јога и во центарот каде што го држиме, значи Art of Living се вика, ми дадоа можност да го направиме овој час. Часовите се бесплатни, значи за родителите и за децата кои што присуствуваат. Насловени се звездички. Да. Сега ги викаме звездички бидејќи, нели, часот е за дечиња со аутизам. Исто така има АДХД, АДД, нели, тие некои други состојби кои што се во склоп на аутизмот и се манифестираат слично, да речам. Имаме неколку дечиња со дисфункционален развој, но во секој случај идејата е, значи, овие јога часови се за оние дечиња кои што имаат проблеми во когнитивниот развој, значи каде што нема разбирање толку, каде што нема комуникација вербална, затоа е и направен, да речам, тој визуелен дел
кој што помага многу во комуникацијата со луѓето со аутизам. Значи не се само вежбите како вежби, туку и начинот како им се објаснува, како им се предава знаењето во однос на вежбите, да речеме. Едукаторите од областа на аутизам ја потенцираат визуализацијата, потребата на сликовит начин, наместо со збор на децата да им се предочи нешто, да им се даде одредена информација. На каков начин децата ги работат вежбите? Како им објаснувате дека треба да направат одредена вежба? Дали им ја покажувате на слика? Така, да. Значи, луѓето со аутизам воопшто, во глобала, бидејќи имаат проблем со комуникацијата, преферираат визуелно, значи, да бидат искомуницирани. Дури во некои земји, значи, функционира каде што е, оној јазик, сликовитиот јазик. Но сега на часот, например, ние ги имаме вежбите направено, испечатено, слики. Тие се поредени секогаш по еден редослед, како што ќе се работат. Па тие се разложени на неколку слики како изгледа таа слика, тоа дишење. Користиме исто топка посебна, да речем, играчка која што се собере, што се отвара и веќе после неколку часа, само моментот кога ќе ја допрам јас топката, кога ќе ја покажам, сите се спремни дека треба да се дише. Се отвара, се вдишува, па се издишува и веќе се сите спремни дека таа вежба ја работиме. Така да визуелниот начин многу полеснува, бидејќи на некој дете можеш 3 дена да му зборуваш, тоа ништо нема да те разбере, нема да знае што треба да направи. А тука само со една топка и се е веќе јасно, а сега на часот бидејќи е веќе полно, значи има 11 дечиња, имаше и родителите се заедно со нив, така да и нема можност на секое посебно да му зборуваш вака очи во очи, така да визуелниот аспект многу помага. Што се однесува до дишењето, тоа има смирувачки ефект, особено од длабокото дишење. Вие вежбате и дишење, бидејќи често пати децата со аутизам се хиперсензибилни, односно многу чувствителни, понекога се вознемирани. Дали можат на овие часови, совладувајќи го начинот на дишењето, да се смират самите? Или со помош на родителите? Родителите да им кажат на каков начин треба да почнат да дишат? Така. Целта на часот пред се кај овие дечиња е да научат да се саморегулираат. Значи, сите оние дечиња најчесто имаат предизвикувачко однесување кога се вознемирени, па не знаат како да се смират. Идејата е да ги научиме на неколку работи, клучни ако ништо друго. Значи, еден начин на дишење, неколку вежби на физички вежби, кои што под автоматизам ќе го смират телото. Исто дишењето под автоматизам, без да мораш ти да мислиш што и како, телото ќе се смири. Ние го правиме часот со родителите заедно, повторно од причина што помош треба, затоа што они се врзани со своите деца. Децата се врзани за родителите најчесто. Сами не секој може само да функционира, а од друга страна пак родителите исто ќе имаат можност прво да повежбаат, второ да ги научат вежбите за утре да бидат самоодржливи и во домот да ги прават сите тие вежби кога е потребно. Дали се они во автобус, па детето се вознемирило, еден знак за стоп, те молам диши, 3 пати дишање и ќе се смири, па може да понатаму да поразговараат и да видат што се случило, зошто е вознемирено детето, како да го решат сето тоа. Значи идејата е они да го земат знаењето во таква форма најдобра во како што можат и да го користат понатаму. И секако кога родителите веќе ќе го имаат како подлога, ќе можат на децата да им го да ги доучуваат или да ги подсетуваат како сето тоа, додека не стане еден нормален начин. А како ги учите на кој начин да се фокусираат? Сега тука има вокализации, мантри, како и да го наречеме сето тоа. Помагаат ли тие да се фокусираат и да почнат да го совладуваат дури и говорат? Да. Вака сега, говорот, да речем, кај оние дечиња кои што имаат некој проблем, може да биде и како резултат на вознемиреност, па да не може да зборува, не може да се сконцентрира, но тоа е сепак различно кај сите, не може да биде, не може да се земе како некое правило, но во секој случај ние, значи таа медитација која што не знам луѓето како може би ја замислуваат, но тоа е еден момент каде што телото се смирува и умот се смирува. Значи се обидуваме од вежба, влегуваме во некоја форма каде што сите се смирени, каде што само се дише, се обидува да се испразни умот, да не се мисли на ништо,
Сега во саботата кога го имавме часот беше многу убаво, полна беше исто салата. Дечиња кои што не се смируваат, значи кои што немаат, значи баш се со аутизам чист, успеа да си легнат и да мируваат, што е искрено за мене една прекрасна слика кога знаеш дека тоа дете константно само се движи, испушта скрици, се само повредува, нели неадекватно се однесува со другите, успеа да легне и во таа медитација да се одмори, да се смири, за да можат после посмирени да станат и да си одат. А кај децата кои што се постојано во движење, кои што постојано трчаат, имаат потреба за тоа, дали во вежбите се вметнува и трчање, се вметнува и дел од нивното повторувачко однесување? Или се инсистира на нешто сосема друго? Вака сега, значи, и самите вежби по часот, така како што е конструиран, си има свој тек, нели, кои делови од телото, со каков интензитет, значи треба телото да се подигне, па да се спушти, да се смири, па да се донесе на едно ниво нормално каде што ќе може да функционира. Значи тие дечиња кои што имаат, нели, повторувачките однесувања се во суштина само резултат на нешто што ги вознемирува и они се обидуваат да се смират. Значи тоа е крајниот резултат зашто децата прават повторувачки, нели, однесувања, затоа што они немаат друг начин како да се смират, нашле некаков начин неадекватен можеби за другите, но за нив функционира за да не направат нешто што е уште пострашно, нели, поснов на нив и на телото. Така да ние треба да видиме, значи, доколку тоа однесување, такво какво што е, нив ги смирува, првен да видиме зошто они се вознемириви, зошто го прават сето тоа, и да понатаму, нели, ако тоа го смирува, тогаш и кај нив да го, нели, да го направиме дека да, ако го смирува, нека го прави тоа така како што е. Целта е они да се смират. Начинот треба ние да го видиме, да го најдеме, нели, кој е вистинскиот начин. Бидејќи кај децата со аутизам, особено кај малите, зборуваме сега, има потреба за некакво повторување за да совладаат нешто, дали часовите за јога секогаш треба да се одржуваат во исто време, дали треба прилика иста содржина да имаат за да можат тие да го прифатат и да го совладаат сето тоа? Така, да, значи за лицата со аутизам воглавно, работите кои што не им се регуларни треба да се повторуваат и најчесто, нели, истите вежби барем 20 часа да се тера за да може да ги научат убаво, за да ги усвојат, за да кога ќе покажеме дека правиме таа вежбичка, секој знае што треба да направи и кога се вознемирени да може да ја извадат таа вежба од себе само со еден збор или со еден знак. Значи да не биде моментот он научил, например, ете вежбата, не знам, да биде жаба или како, мислам, бидејќи вежбите ние ги правиме да речем со одредени животни. Да бидат адекватни за детска возраст. Да, жаба, маче, куче, лав. Прилика, да. Например, мачка, ако треба да се направи, да знае мајката само со една сликичка, да не биде, па молам ти си вознемирен, сега треба мачка да направиш или па така да се расправа, него застани само и само покажува мачка, тоа значи за него веднаш. Тоа почнува да го прави затоа што тоа треба да го прави. Се на вистина поинакви луѓето со аутизам од сето она што го очекуваме ние, например, така да ова ќе ни функционира. Сега родителите доаѓаат заедно со децата на часовите, тоа не е случајно, во тоа се состои посебноста на овие часови, бидејќи родителите треба да ги совладаат овие вежби и ќе добијат фотографии, ако добро разбрав, за да можат и во домот да ги спроведуваат истите вежби. Значи, тие ќе треба и дома да вежбаат со децата. Да, секако. Идејата е јогата да биде низ целиот живот на луѓето, во каква форма, дали повеќе или помалку, ние секако треба да го движиме телото. Децата посебно со аутизам, значи кај нив многу често се случува, значи и да се здевелат многу, грбот да не е исправен, многу често се врзани за, нели, телефони и лаптоп и така натаму. Значи во секој аспект треба да се грижиме дека децата треба да се движат. Можеби нема да ги истераме фудбал да играат затоа што не знаат да играат, нели, таква социјална игра каде што треба да се разберат правилата, но јогата ти дава можност да го раздвижиш целото тело полека, на начин кој што е смирен и секаде каде што сакаш. Например, не мора да бираме нешто или некаде. Едноставно, сега за сега мислам дека е едно од најдобрите начини како да се доведе во нормала и телото и, да речам, и емотивниот дел каде што децата се вознемируваат, па ќе најдат начин како да се смират. Така да целокупно би требало цел живот да некако се практикува
Меѓу другото, часовите по јога за овие деца понекогаш представуваат прв момент кога тие нешто имитираат или пак имаат некоја социјална интеракција, некоја активност која што е спроведена, што е прифатиле. Уште еднаш да повториме кога се одржуваат часовите, заинтересираните да може да се пријават, како што споменавте, бесплатни се часовите. Да, часовите се бесплатни. За сега се држат во сабота. Почнуваат од 18 до 19 часот. И за сега бидејќи е бесплатно, се обидуваме да најдеме донации, барем простора да го покриеме, но тоа сепак останува на нас да најдеме начин. Бидејќи и така на овие семејства во оваа држава им е тешко. Претпоставам дека финансиски кошта многу да се има дете со аутизам. Па, почнувајќи од тоа што треба да се смени начинот на исхрана и безглутенска, безказинска храна, па понатаму витамини кои што кај нас ги нема, за лекови колку има, колку нема. Тоа е една од работите кои што се веќе многу. А да не зборуваме за логопеди, дефектолози, за посебни часови кои што кај нас ги нема, да речеме, на државно ниво, многу малце. Ирина, ви благодарам што бевте дел од Нулен Плюс. Се надевам дека ситуацијата драматично ќе се подобри наскоро и дека се повеќе деца кои што ќе ги посетуваат овие часови ќе имаат видливи бенефити и резултати. Им благодарам и на гледачите што не следеа и денеска со внимание. Нормално гледајте не секој работен ден во рамки на утринската на Телма. Пријатно.